30 дена притвор доби 24 годишен Делчевец, откако цела вечер брутално малтретирал и силувал жена. Инцидентот кој го потресе и на нозе го крена цело Делчево се случувал во домот на жртвата, каде насилникот провалил и бил причина за нејзино физичко и психичко малтретирање. Жената на возраст од 52 години веќе подолг период живеела сама, нешто што насилникот веројатно го знаел. Кај неа дома тој останал се до раните утрински часови, кога таа успеала да побегне, барајќи помош од најблиските соседи, каде се појавила преплашена, премалена и во исклучителна тешка физичка и психичка состојба. Физички ја нападнал и со закани по нејзиниот живот и тело и барал пари и накид, а во еден момент со употреба на физичка сила извршил облјуба над жената. Од страна на судија на претходна постапка, на БЈ одредена му е мерка притвор во време трајање од 30 дена. Вакво злосторство и живување врз жена Делчево не памети, а социјалните мрежи вријато досуди за стореното. Најостра казна за сторителот, но тоа нема да ја намали болката на жртвата, што е нанесена. Стоп за насилството врз жените. На жртвата и посакуваме брзо опоравување, а за насилникот најстрога казна. Никој не смее да трпи насилство од било каков вид. Изрекување на соодветна казна каде нема олеснителни околности за да останатите криминално болни умови низ Делчево бидат предупредени и спречени. Осуда пристигна и од градоначалникот на Делчево Горан Трајковски. Изразувам осуда за овој монструозен чин и ги повикувам надлежните органи максимално професионално да го водат случајот и да изречат максимална казна за сторителот, која ќе биде за пример за сите останати кои ќе се дрзнат да посегнат и да нанесат физичка и психичка болка на жена. Делчево не е и не смее да биде сцена од холивудски хорор филм, каде криминални и болни умови ја роварат сигурноста и безбедноста на сите граѓани. Инаку насилникот е со дебело криминално досие и досега неколку пати бил апсен и осудуван за разбојништва, кражби и насилства.